Добро вечер, драги Берочани. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер за победничката коалиција. Коалиција која победува. Коалиција која носи успеси. Коалиција која носи прогрес, напредок, решавање на проблеми, економски напредок, отворање на нови работни места. Коалиција која ветува и реализира. Тоа е ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, имаме уште 4 дена до завршување на кампањата и уште 5 или 6 дена до големата победа, новата голема, најголемата победа досега на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Почитувани присутни, во недела победуваме, во недела победува Македонија. Во недела победува македонскиот народ. Победуваат македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците, сите граѓани на Македонија. Ја победуваат кризата. Го победуваат СДСМ како креатор на таа криза и сценаристите зад него. Во недела победува Македонија. Две и пол години не малтретира, за да, еве веќе сега е сосема јасно за секого што бил планот, што била идејата, што се криело за целата ова мешаница што ни ја направија во овие 2,5 години. За сите деструкции, за целиот хаос, за сите демонстрации, боења, се она што ни го правеа со сите манипулации, со сите обиди да се сруши ВМРО ДПМН од власт, да се замаи народот и да го донесе СДСМ на власт. А зошто? Затоа што ветиле нешто што е измама на сопствениот народ и на граѓаните на Република Македонија. Почитувани пријатели, во недела, со масовното излегување и гласање, треба да заврши кризата во Македонија. Сите сакаат да заврши кризата, земјата да се стабилизира, да оди напред и да имаме стабилна политичка клима, да имаме стабилна влада, да имаме влада која ќе ги реализира овие проекти во програмата реално над 500 страни, добро мислени, добро израчунати, добро прерачунати проекти кои што ќе однесат Македонија понапред. Но вие знаете дека ние и повеќе од тоа ќе исполниме, затоа што секогаш го правиме тоа, бидејќи многу внимателно ветуваме за да не погрешиме, па после да не држа за збор. Почитувани присутни, најсигурен начин, односно единствен сигурен начин за да знаеме дека кризата ќе заврши е масовно референдумско излегување во недела и 63 пратенички места во парламентот за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Само тоа е гаранција дека кризата ќе заврши. Нашиот политички противник и неговите сценаристи веќе се свесни дека ќе загубат. Сега битката е како да ја продолжат политичката криза. Не можат да се помират со поразот, особено сценаристите за Заев. Не можат да се помират дека овој народ од 2 милиони луѓе кои го потценија, кои го сметаа за народ со понизок капацитет, дека нема ништо да разбери, дека нема ништо да свати што му готви некој однадвор во неговата држава. Го потценија и не можат да разберат дека овој народ, овие 2 милиони луѓе во оваа мала држава во југоисточна Европа, им ги руши сценаријата што им успеале во други држави.
Затоа е многу важно, за да не може да ја продолжат кризата, да се излезе масовно, референдумски и да се гласа за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. За да го ослабнат ВМРО, ДПМН, смислија и други работи. Смислија уште две помали коалиции од малечки партии, од кои што едната го носи презнакот ВМРО, за да го заважат народот и да се луѓето поделат, или мал дел да се подели. Сигурно нема да се поделат на половина, но барем малку да откинат од кивото на ВМРО, ДПМН, а со тоа да го зајакнат ЗАЕФ и СДСМ. Драги пријатели, едно е ВМРО. Едно е ВМРО, ДПМН и едно е ВМРО. И не смееме да подлегнеме на такви манипулации и троштини и игри на сценаристот кој што стои за ЗАЕФ, кој што направил неколку наменски создадени партии и коалиции. Не смееме да подлегнеме, затоа што ВМРО секогаш кога и било тешко на Македонија се обединувало и знаело цврсто да застане во интересите на Република Македонија и да ги штити и да ги одбрани. Затоа, драги пријатели, секој кој ќе гласа за тие помали коалиции или помали партии, треба да знае дека истовремено му помага на ЗАЕФ и го дава гласот за ЗАЕФ, независно дали го дава директно гласајќи за СДСМ или индиректно гласајќи за некоја од помалите партии или помалите коалиции. Тоа е директно помагање на Зоран ЗАЕФ, СДСМ и сценаристите кои што стојат зад нив. Затоа што нивна е идејата и нивна е организацијата и поддршката и помошта за овие да се здружат и да направат мали коалиции, особено со смислено име ВМРО, демек ВМРО за Македонија. За некои што се подразочарани од ВМРО ДПМН затоа што не им се исполнил некој план, желба, очекување да се да си речат нема да гласам за СДСМ, ама нема да гласам ни за ВМРО ДПМН, ќе гласам за некој од помаливе коалиции. Драги пријатели, тоа е директно поддршка и гласање за СДСМ и неговите сценаристи, за Зоран ЗАЕФ и за неговите планови за правење на двојазичност во Македонија, кантонизација, рушење на рамките на рамковниот договор. Гласањето за помалите партии е директно гласање за двојазичност на цела територија, директно гласање за кантонизација. Затоа што тие се производ на сценаристот, исто како што и ЗАЕФ и СДСМ се производ, ова раководство нивно, се производ на сценаристот, кој со години подготвувал сценарио за да комплетно ја редефинира Македонија по нивни терк, по терк кој што не е добар за еднината на оваа суверена и независна држава. Затоа, почитувани пријатели, кажете им на сите, на секој вас комшија, роднина, пријател, познаник, дека секој кој ќе гласа за други партии или коалиции, од помалите партии или коалиции, всушност му дава поддршка на СДСМ, Зоран ЗАЕФ и на сценаристите зад нив. Драги пријатели, она што исто сакам да го спомнаме, дека откако стана јасно дека ќе ги загубат изборите, откако не им успеа ни она сценарио да си ги изважат нивните дека ќе влегли у некоја широка коалиција, дека ќе на тој начин некако ќе бидат во власта и ќе ја продолжат кризата, дека понатаму ќе смислат нешто друго и така натаму, се фрлија на правење на лажни анкети и тоа не им поминува и на крај им остана последната карта, а тоа е лажни ветувања, тресење од ракав како ветување на кого ќе стигнат и каде ќе стигнат, најчесто ветување пари на граѓаните. Значи, смисле дека 500 евра е нешто што ќе им поверуваат, па 500 евра ќе била просечната плата, па 500 евра секој човек ќе добил од поврат на ДДВ, па ќе донеле многу инвестиции и така натаму. Човекот што претендира за премиер 11,5 години на власт во неговата општина, во општината Струмица,
Една инвестиција нема донесено во Струмица. Една инвестиција нема за неговите сограѓани кои 11,5 години ги име начело на општината. А камо ли да донесе за некој друг? За Скопје, или за Берово, или за Штип, или за Пехчево, Охрид или Битола. Не очекувајте такво нешто. Ако знаел, ако можел, ако сакал, ако го бивало, ке донел во овие 11,5 години во Струмица и при тоа ќе го истакнеше сега. Нема такво нешто. Затоа што, драги пријатели, човекот нити го бива за тоа, нити е заинтересиран, нити сака, бидејќи ако донесе, ќе му бидат конкуренција на неговите компании. И не очекувајте дека тој со тоа ќе се занимава. Ова раководство таму е раководство кое што гледа да дојде на власт заради своји лични интереси и нормално да си ги врати долговите кон тие кои им помагаат во овие 2,5 години да дојдат на власт. А договорот им е: ти мене премиер, јас тебе ќе ти испорачам тоа што бараш за преуредување на Македонија. Тоа преуредување може скапо да ја чини Македонија во иднина. Правење на кантони со право на отцепување ќе значи со сигурност во наредните 5, 15 или 20 години растурање на оваа држава. Сега е моментот кога се одлучува за тоа. И сега мора одлучно да се застане за тоа, во одбрана на суверенитетот, унитарноста и независноста на оваа држава во овие граници. Подважувањата со 500 евра просечна плата се нереални во смисла на тоа дека просечна плата не се обезбедува со закон, декрет или одлука на влада, туку со носење на инвеститори кои отвораат нови работни места. Нешто што владата на ВМРО веќе не само што го започна, туку и успешно го спроведува. И нешто што ќе продолжиме успешно да го спроведуваме, борејќи се да донесеме на секаде низ Македонија инвеститори. Нашата заложба е што повеќе да ги убедиме да одат во внатрешноста на Македонија, бидејќи повеќето се заинтересирани да бидат околу Скопје. И ќе продолжиме со тоа. Најновата работа што ја направивме во тој правец е проектот Рурални развојни зони, со кој што речиси сите села во Македонија, вклучувајќи и поголеми населени места под 10.000 жители, после изборите, со промена на закон, ќе бидат во делот на така наречени рурални развојни зони, каде што ќе важат посебни услови и посебни привилегии. Овде во Берово, секое населено место практично ќе биде рурална развојна зона и секој што во наредните 5 години ќе почне инвестиција во некој индустријски капацитет или во хотел со најмалку 20 соби или откупно-дистрибутивен центар и други работи што ги има во законот. Секој таков стопанственик ќе биде помогнат од државата повеќе отколку во слободните економски зони. Како повеќе? Прво, ќе биде ослободен од плаќање 100% плаќање данок, 100% ослободување од плаќање данок на добивка, персонален данок на доход и 50% ослободување од придонесите за пензиско и здравство. Ова со придонесите го нема во слободните зони. 10% од неговата инвестиција ќе му биде кофинансирање и грант од владата. За секое ново отворено работно место ќе добие по 2000 евра подршка, грант од државата. Ако вработи стечаец, по 4000 евра. Така сакаме да помогнеме да се отворат и домашни и странски инвестиции во помалите населени места, во селата и во помалите населени места. Така се создава посилна економија. Така се отвараат нови работни места и се намалува невработеноста. А кога ќе се намали невработеноста, намалувајќи ја невработеноста, истовремено се влијае на зголемување на просечната плата. Имено во Македонија просечната плата изнесуваше во 2006 година 11.500 денари. Денес таа е безмалку 23.000 денари. Тоа не го направивме ни со закон, ни со одлука, ни со било што. Тоа го направивме со тоа што создадовме
една од најдобрите во светот бизнис клими, најниски даноци во светот, добра бизнис клима, добар тим за привлекување инвеститори, добар маркетинг за да ги пренесеме информациите за можностите во Македонија до инвеститорите во светот, подршка на домашните инвеститори и чекор по чекор невработеноста растеше, се отвораа нови работни места и тоа вршеше притисок на постојните работодавачи или да ги зголемуваат платите, или новите што доаѓаат да им понудат поголеми плати на оние што сака да ги превземат во нивната фирма. Така расти просечна плата во секоја држава, во приватен сектор. И не постои политичар во Европа, освен Заев, кој дава ветување на народот дека ќе ги качи платите во приватниот сектор, затоа што тоа е невозможно. Драги пријатели, во неговите лаги се вбројува и она со враќање на 500 евра годишно за секој што плаќа разни стоки и услуги во земјата и истовремено плаќа и ДДВ. Израчунаа луѓево, тоа е проста математика, и видоа дека за да добијат 500 евра годишно треба секој човек, секој месец, цела година да троши во Македонија 2 до 2.500 евра секој месец, цела година. Па колку луѓе во Берово, математика, и видоа дека за да добијат 500 евра годишно треба секој човек, секој месец, цела година да троши во Македонија 2 до 2.500 евра секој месец, цела година. Па колку луѓе во Берово,
математика и видела дека за да добијат 500 евра годишно треба секој човек, секој месец, цела година да троши во Македонија 2 до 2.500 евра секој месец, цела година. Па колку луѓе во Берово над 160.000 нови работни места. Невработеноста опадна од 38,7 на 24. Само во последните 2,5 години се отворија 39.000 работни места. Македонија. Ако можеше во овие 2,5 години да се отворат 39.000 работни места, нови, сосема логично е дека во наредните 4 години ќе се отворат нови 70.000 работни места. Донесовме 2 странски инвеститори кои инвестираа 2 милиарди и 600 милиони евра во Македонија. Извозот нарасна над 4 милиарди, а беше 1.700.000 кога влеговме во владата, во цела Македонија. Па заедно со увозот во тоа време беа помалку отколку сега што е само извозот. Драги пријатели, формиравме 14 технолошко-индустријски развојни зони. Овдека во Берово почнавме и ја завршивме првата фаза од градбата на технолошката индустријска развојна зона. Втората фаза ќе се започне тогаш кога ќе имаме инвеститор за тука и така направивме насекаде. Прво се прави првата фаза, а потоа кога ќе се најде инвеститор, паралелно тој ја гради неговата фабрика и паралелно државата ја гради втората фаза. Така беше во Скопје, со Скопје 1, така беше во Прилеп, каде што паралелно Гентер градеше и се градеше втората фаза, така беше во Штип, каде што паралелно Джонсон Контролс градеше и во исти месец се заврши втората фаза во Штипската зона. Така беше во Охрид, каде што паралелно се градеше втората фаза и ОДВ Електрик ја гради својата фабрика. Така правиме насекаде. Значи првата фаза е завршена, втората фаза оди паралелно со градбата на првиот инвеститор што ќе го најдеме. А правиме се што е во наша мог да најдеме и јас сум убеден дека ќе успееме да најдеме некој и да го убедиме да дојде да инвестира во Берово за овие граѓани, за овој народ тука, што го заслужува тоа. Почитувани присутни, во минатите години многу инвестиравме во земјоделието. Обезбедивме над 1 милиарда и 55 милиони евра за македонските земјоделци, за субвенции и за подршка на руралниот развој. Обезбедивме можност за купување 50 трактори и земјоделска механизација. Над 2000 луѓе си купија на тој начин трактор и над 7700 земјоделска механизација. Обезбедивме во најтешко време на кризи 350 милиони евра по 5,5% камата за домашните приватни компании во време кога заради надворешните економски кризи каматите кај нас нараснаа на над 10%. Просечната плата, како што кажав, ја зголемивме на речиси 23.000 денари од 11,5. Пензиите на пензионерите пораснаа во просечните за 70%, најниските за 90%.
социјалната помош порасна за 70% во Република Македонија. Почитувани присутни, во овој период, кога станува збор за пензионерите, се реализираше и проектот за бањско-климатска рекреација на пензионерите. Над 37.000 пензионери добија можност да заминат бесплатно на бањско-климатска рекреација, а над 4.700 пензионери на бесплатен туристички викенд. Изградивме и реконструиравме над 510 километри регионална патна мрежа, регионални патишта и над 750 километри локални патишта. Го завршивме успешно и ветениот на минатите избори еднократен отпис на долгови, кој беше резултат на она што се случуваше со кризата во светот. 15.000 семејства добија отпис во вредност од 30 милиони евра. Тоа е ВМРО, ветува и исполнува. 10 пати ги намаливме цените на лековите. 4.700 лекови се намалија помеѓу 30 и 90%. 33 милиони евра годишно граѓаните во Македонија сега заштедуваат откако се намалија цените на лековите. И парите не одат кај нивните фармацевти, кај олигарсите од СДСМ во фармацевската индустрија, туку остануваат во джебовите на македонските граѓани. Овозможивме да се намалат царините и акцизите за половни автомобили и веднаш потоа се увезоа 280.000 половни возила во Македонија. Луѓето си ги заменија старите и премногу стари коли, а многу од нив за прв пат си купија возило. Ги намаливме и трошоците за регистрација на возилата за 30%. Се намали цената на зелениот картон, се воведе едномесечен зелен картон. Се изградија многу електропреносни системи, се направија многу работи во многу сфери. Но она што е важно е што во новата програма има многу проекти кои што навистина дополнително сериозно ќе ги помогнат работите во Македонија. Покрај 70.000 нови работни места и покрај проектот Рурални развојни зони, во кои што влегуваат сите населени места што имаат под 10.000 жители. Подготвуваме и низа проекти за поддршка на невработените лица, за поттикнување на отворање на сопствени бизниси, како што е поддршка за самовработување, наречен од идеја до бизнис, со грант од 4.000 евра. Програма за самовработување со кредитирање, понатаму грант за рурален туризам, понатаму програма за кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места, па друга програма за самовработување со кредитирање на вршители на земјоделска дејност и услужни дејности и самовработување на лица што продаваат на пазар и редица други различни проекти кои ги има во Агенцијата за вработување и многу млади невработени може да отидат, да им ги објаснат во детали, да видат како да ги искористат и да ги искористат, да започнат свој мал бизнис со сериозна поддршка од оваа влада предводена од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Предвидуваме исто така и нови 600 милиони евра, по 150 милиони евра за секој за земјоделците во Македонија, секоја година по 150 милиони евра, вкупно 600 милиони евра, за поддршка на земјоделците со субвенции, со рурален развој. Предвидуваме да досегашното 50-50 за давање помош на земјоделците за купување на трактори и земјоделска механизација, да порасне на 60-40, 60 државата, 40 земјоделецот. Секој што ќе сака во иднина да инсталира систем капка по капка со бунар, државата ќе му покрие 80% од трошоците. Секој што ќе сака својот добиток да го замени со високо приносен добиток, државата ќе му покрие 80% од неговите трошоци за набавка на високо приносен добиток. И со тоа, и со системот капка по капка, и со системот за високо приносен добиток ќе добие прво поголеми количества производ, и тоа многу поголеми, второ подобар квалитет и секако поголема заработка. Драги пријатели, социјалната помош
во наредните 4 години ќе расте за 50%. Пензиите ќе пораснат за 10,25%. Платите во јавниот сектор исто така за 10,25%. Средствата кои што се даваат за енергетска сиромаштија секој месец на оние што се приматели на социјална помош ќе пораснат од сегашните 900 денари, постепено до 2020 година ќе пораснат на 1200 денари. Ќе се изградат во Македонија 140 нови детски градинки. Во новата програма се предвидуваат и 6 нови експресни патишта, вклучувајќи го и оној кој почна да се гради меѓу Градско и Прилеп. Се планира исто така 140 милиони евра за реконструкција на регионални патишта и 30 милиони евра за градба и реконструкција на локални патишта. Планираме изградба на преку 70 канализацијски и водоводни системи и планираме проектот за водоснабдување и одведување на отпадни води да се реализира во сите општини, за што ќе има инвестиција вредна 59 милиони евра. Ќе го продолжиме проектот Купи куќа за млади до 35, со кој се дава неповторлива можност на младите луѓе кои немаат своја куќа, свој дом, со силна подршка на владата на ВМРО ДПМН да дојдат до своја куќа, до собствен дом. Подршка каква што нема никаде во светот. И тој проект веќе започна. И многу луѓе ги користат бенефициите од тој проект. А по изборите започнува уште еден. Купи куќа за над 36, каде што исто така за луѓе што имаат над 36 години се даваат можности за купување на собствен дом, односно собствена куќа. Почитувани присутни, овде во Берово во овој период се креира нови 900 работни места. Од 2333 вработени во 2006-та, сега Берово има 3233 вработени, што значи 900 вработени повеќе, или намалена невработеност за околу 49%. Го реконструиравме регионалниот патен правец Превалец Смојмирово во должина од 13,5 километри и инвестиција вредна 2 милиони евра. Изградивме и реконструиравме повеќе локални патишта во Беровско, меѓу кои првата фаза од патот за Абланица, патот од Русиново до Владимирово, патот Берово, Милина црква, Смојмирово, патот од Студенец до Двориште, патот од Триреки до Ратево, патот од Гердови Воденици до Русиново. Вкупната вредност на сите овие реконструкции изнесува преку 57 милиони денари. Исто така, се реконструираа и повеќе улици во градот Берово, како и во населените места Смојмирово и Русиново, за што беа инвестирани 26 милиони денари. Во Будинарци се изгради плоштад и се реконструираше шеталишчето. Се изгради кружна раскрсница на влезот на Берово. Се осветли клучката Смојмирово на регионалниот пат Виница Берово. Се изгради современа станица за пречистување на отпадни води во Берово. Се обезбеди заштита на течението на реката Брегалница од загадување со отпадните води од домакинствата и од индустријата во регионот на општина Берово и Пекчево. Се изврши реконструкција на пумпната станица во населеното место Русиново, со што се реши проблемот со честите дефекти и се нормализира снабдувањето со вода за пиење во Русиново. Се изгради атмосферска канализација на улицата Маршал Тито и дел на улицата 23 август. Се изгради и изградивме и доделивме 51 стан за лица со социјален ризик и други ранливи категории на лица кои не можат сами да дојдат до стан. Се доделија овде во Берово само за последните 5 години субвенции во износ за земјоделците во износ од 372 милиони денари или нешто повеќе од 6 милиони евра. Значи за 5 години над 6 милиони евра влегоа во општина Берово како субвенции за земјоделците. Изградивме велосипедско пешачка патека околу Беровското езеро во должина од 1680 метри, за што се инвестираа 16 милиони денари.
Во Берово се изгради и спортската сала Македонски бранители, се изгради едно фудбалско игралиште, 2 повеќе наменски игралишта и фитнес зона на отворено. Се изврши и реконструкција на 2 спортски терени во склоп на основното училиште Дедо Илјо Малешевски во Берово и во подрачното училиште во Будинарци. Извршивме и доградба на основното училиште Дедо Илјо Малешевски во Берово, како и реконструкција на повеќе училишни објекти. Се реконструираше и детската градинка во Русиново. Во 2015 се отвори и домот за повозрасни лица доктор Иван Влашки. Се отвори мал групен дом за сместување на деца без родители и родителска грижа, како и народна кујна за лицата за кои им е потребна. Во Берово функционира и ромскиот информативен центар со бесплатна правна помош за ромската заедница. Се изврши реконструкција и доградба на старата зграда Партизан и се пренамени во бизнис инкубатор. Почитувани пријатели, во наредниот период се предвидува покрај другото Берово да добие газ. До Берово ќе се изгради гасовод, цевковод што ќе носи газ. Од Штип преку Делчево, Македонска каменица, Штип, Кочани, Виница, Делчево, Македонска каменица до Берово, ќе се изгради цевковод за газ и Берово ќе добие газ и домакинствата и индустријските капацитети. Се предвидува реконструкција на регионалниот пат Берово-Виница, целосно вадење на асфалтот, рамнење и ставање на нов асфалт. Ќе се изгради реконструкција на повеќе локални патишта. И тоа, втора фаза од патот до Абланица, патот Мачево-Владимирово, како и патот од Русиново до црква Свети Марко. Ќе изградиме улица во населеното место Смојмирово и ќе го реконструираме и надградиме кеот на реката Брегалница во Берово. Ќе се изгради и проширување на канализацијската мрежа во Берово и Пекчево, за што ќе се вложат 5 милиони евра. Ќе се изврши и рехабилитација и проширување на канализацијската мрежа во Берово во должина од околу 33 километри и изградба на колекторски систем во Пекчево, од Пекчево до Берово. Исто така Пекчево ќе се поврзе со пречистителна станица на отпадни води во Берово. Проектот ќе придонесе кон ефикасно работење на веќе изградената станица за почистување на отпадни води во Берово и поголема заштита на површинските и подземните води и подобрување на еколошките услови во регионот. Ќе изградиме водовод со пречистителна станица на Беровското езеро, со што ќе се реши долгогодишниот проблем за снабдување со вода за пиење, ќе се подобри конкурентноста и ќе се поттикне развојот на туризмот. Се планира поврзување на населеното место Ратево со регионален водовод и изградба на резервоар за вода. Се планира исто така продолжување на главниот колекторски систем за отпадни води на туристичката населба Беровско езеро. Ќе изградиме скијалиште во непосредна близина на викенд на селвата Беровско езеро. Ски лифтот ќе биде со капацитет за околу 400 до 600 скијачи почетници. Скијачката патека целосно ќе биде покриена со систем за технички снег кој ќе гарантира квалитетна снежна покривка преку целата зимска сезона. Понатаму, планираме отворање на туристичко развојна зона, односно не отворање, туку практично безмалку цела општина да биде дел од овој проект. Се планира отворање на детската градинка, на нова детска градинка во Берово. Русиново ќе добие современ фудбалски терен опремен со вештачка трева. Предвидуваме изградба на 2 кошаркарски игралишта во општината Берово. Исто така во Берово ќе се изгради и зелен пазар. Ќе се продолжи со превентивните заштитни мерки и санација на покривот на црквата Свети Архангел Михаил, на конаците и музејскиот дел на овој значаен споменик на културата од 19. век. За збогатување на туристичката понуда во Берово
Ќе продолжиме со ревитализација на манифестацијата Културно лето, со што ќе се поттикнува и локалниот развој и ќе се привлекуваат повеќе туристи. Во соработка со општината ќе се спроведе проектот Екоград, со кој ќе се воспостават практики за селектирање и рециклирање на отпад, подобрување на квалитетот на воздухот и слично. Со ова ќе се овозможи и подобар и поквалитетен живот на граѓаните, развој на туризмот, заштита на природата, добри земјоделски практики, а преку него ќе се поттикне отворање на нови производни капацитети со иновативни зелени технологии. Почитувани присутни, има и други проекти за Берово. И јас ве охрабрувам да ја отворите и прочитате програмата реално. Затоа што во неа тоа што е напишано реално ќе се оствари наспроти лагите и манипулациите на СДСМ. И на крајот, драги пријатели, уште еднаш да потенцирам. На овие избори, секој граѓанин има можност да се определи помеѓу две алтернативи. Онаа на СДСМ, која внесува деструкција, хаос, се здружува со разузнавачко-криминални структури, чека некој однатор да ја доведе на власт и со години дава лажни ветувања и го потценува собствениот граѓанин. И втора, која што докажа дека гради, создава, се грижи за својот народ и за своите граѓани, помага секому каде може, отвара нови работни места и ќе продолжи уште поинтензивно да отвара, која се труди земјата да ја води напред, да ја внеси во НАТО и во Европската Унија, но да го задржи и достоинството и идентитетот и се она што му е значено на македонскиот народ. И се бори за тоа со многу нерамноправни противници. Тоа се двете алтернативи, нема трета. Уште еднаш повторувам, сите овие други помали партии или помали коалиции се всушност дел од сценариото на сценаристот и гласањето за нив е истовремено подршка на Заев, СДСМ и нивниот сценарист. Затоа, драги пријатели, ќе одбериме дали ќе одиме кон напредна, успешна, цврста, суверена Македонија или кон Македонија со хаоси, со разузнавачки структури, со кантонизации, со двојазичност на целата територија и со сите проблеми што доаѓаат со тоа. И вие, секој од вас, носи две одлуки, една за тебе и за твоето семејство. И тука са сите оние проекти кои ќе ги направиме, а гаранција дека ќе ги направиме е нашиот минат труд и многуте направени проекти досега кои сме ги ветиле. И втората одлука е одлуката за Македонија. Во каква Македонија сакаш да живееш во иднина? Дали во Македонија која што ќе оди напред? Или во Македонија која што чекор по чекор ќе почне да се разјадува однатре? Најуспешен начин за една земја да се распадне е ако се дозволи да се разјади однатре. Тоа некој сака да го направи на Македонија. И затоа на 11 декември народот треба масовно да излезе и да заокружи број 1. Број 1 за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. За Илија Димовски и за овој тим кој ќе продолжи да гради, создава, да носи нови работни места и да ги брани државните и националните интереси на Република Македонија. Да живее Берово! Да сте живи и здрави, драги мои беровчани! Одиме напред! Победуваме! Победуваме! Победува Македонија! Победува ВМРО, ДПМН, коалиција.